Тие ќе бидат во површина од прилика колку сегментот кој што сега го имаме во делот на парковото уредување во градскиот парк, значи не зборуваме за пропратните содржини каде што е Луна паркот, тука баш точно каде што е централниот, колку што е централниот парк. Тие ќе бидат површини кои што јас имав можност да разговарам со дел од лицата кои што ќе бидат дел од идната локална власт по општините во градот Скопје и токму на оние локации каде што заеднички разговаравме, дискутиравме дека има просторни можности да се направат овие паркови, ќе бидат тие сместени, меѓутоа и не само на тие локации, понатаму во секој случај ќе имаме можности да разгледуваме и да договараме со скопјани дали тоа на нив им одговара, иако јас верувам дека никој нема да има ништо против тоа да имате да навистина убав и голем парк во своето опкружување, меѓутоа и ќе се посветиме на отприлика околу 20 на помали паркови кои што ќе бидат во секоја од населените места, каде што ќе имаат можност граѓаните не само да седат во зазелени површини, туку и да имаат дел рекреативни содржини за најмладите, за слободното време да го минуваат и да не мораат да се движат и да одат секогаш до градскиот парк. Имате соработувано и разговарано со оние кандидати од сите политички партии за со оние со кои што биле отворени и со кои што имав можност во изминатите недели да разговарам и да дискутирам, со нив имав можност да го разговарам ова, затоа што во ниту еден случај јас не верувам дека кој да биде градоначалник на која било од општините од локалната самоуправа кои што потпаѓаат под надлежност на градот Скопје, нема да направи ништо спротивно од интересот на граѓаните и дека нема да рече извинете, меѓутоа јас не сакам да имам мегапарк во мојата општина. Верувам дека тие работи ќе најдат на одобрение не само на општините кои што потпаѓаат под градот Скопје, туку и од централната власт ќе бидат поддржани, затоа што тоа што е интерес на граѓаните треба да биде интерес на сите.